Во годинешната сеидба на оризот, земјоделските производители како по традиција ги користат домашните сорти на ориз, кои на одделни површини даваат и задоволителни приноси. Најдоходовната сорта на ориз, Монтичели, последниве неколку години не ги даде очекуваните приноси. Во поранешните години се сееше највеќе сортата Сан Андреа. Значи, меѓутоа сортата Сан Андреа имаше некои проблеми во последните 3-4 години. Во 2014 година беа многу мали приносите од сортата. Претходната година, 2013, имаше многу мали рандмани, односно принос на бел ориз. Затоа Земјоделскиот институт, значи заедно со Министерството за земјоделие, направи еден проект. Значи, внесовме од Република Турција повеќе сорти кои ние ги испитувавме во нашите климатско-почвени услови во Република Македонија, значи во институтот, исто така и кај фармерите, односно кај земјоделците, така да и покрај Сан Андреата во производство во оваа година, во 2015 година, ќе бидат расширени и неколку турски сорти, како што се сортата Гала, потоа сортата Гјонен, Халилбей, Хамзадере, Ефе и некои други сорти, значи во зависност од тоа кои сорти, значи самите земјоделци ќе ги преферират, односно самите земјоделци, бидејќи кај нив се произведуваа и во претходните 2 години, во текот на 2014 и 2013 година. Радува податокот што поголем број на земјоделци во засеидба ја користат и домашната сорта на ориз Примариска, произведена во Земјоделскиот институт во Кочани. За неа Андов истакнува. Една од најновите сорти која беше создадена, тоа е сортата Примариска. Не ви спомнав, Примариска претежно се одгледува во регионот на Блатечко и таму таа сорта е доста застапена, бидејќи Примариска е сорта која е малку порана, значи има вегетација пократка за разлика од Сан Андреата, негде околу должина на вегетација споредена со турските сорти, значи со 10 до 15 дена пократка вегетација, бидејќи во Блатечкиот регион, значи производството на ориз претежно е со проточни води и скоро сите парцели, народно кажени, се башлаци, односно директно се прима вода и тука примат ладна вода, така да се забавува вегетацијата и таму е потребно производство, односно одгледување на сорти кои имат пократка вегетација. Од праксата, значи, со нашето досегашно искуство, сортата Примариска е многу расширена во Блатечкиот регион, дава одлични резултати. Додека во Кочанскиот регион, значи, е застапена во Прибачево и значи секој регион си преферира одредени сорти. Инаку на подрачјето од Кочанскиот регион и во годинешнава сеидба на оризот ќе се користат неколку турски сорти на ориз кои во изминативе 2 години експериментално се произведуваа во Кочанскиот регион како проект на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и турската компанија